селото Брест. Претежно луѓето се занимаваат со земјоделие, сточарство, по добар дел и живеат вработеност во општествените предпријатија. Додека пак занаството како специфичност не му е многу наклонето, но не е во негативна смисла. Овде секоја куќа си поседува мајстор за своите потреби да направи рало кога ќе посакат. И од таа причина овие житници така добро изгледаат. Престовчани не само што се добри мајстори и секој поседува свое знаење и умење за одредена струка. Резултатите се видуваат. Ако е местото планинско неравно, ова пченка, толку разеленејата, толку напредно, викаат доволно е само уште неколку капка вода и да роди. И како винарски крај Брест бил познат, еве остаток, а и претеравме со зборот остаток. Ова е активно лозје, кој што ќе бидеме во прилика можеби неговите плодови да ги пробаме за неполни 2 месеца. Либата во средиштето на лозјето представува само простор за чување на истото. Сега е напуштено. А кога ќе затреба да биде исполнето, тогаш верувајте не само со полни кошнички на квалитетно грозје, туку можеби ќе се најде некоја чаша со црно домашно сортно вино. Екипата на радио и телевизија Морис веќе се најдува на една од многобројните чешми во Брест. Од универзален карактер се сите чешми. Мора да бидат прилагодени и како поилиште и како снабдувачи на вода за пиење. Подушка е за младите невести кои што особено одведуваат млади деца. Токму овде на ова селска чешма и на убавото време и чистото поднебје. Од белите пелени начинат победи. Конструкцијата на овие чешми датираат многу одамна. Рекоа ги има 3. Ова што се надзира зад нечиј прозор, подигање на завеса или почесто и обично платно и наведува само радознаноста кој дошол во Брест. Селото Брест како самар насадено е помеѓу 2 планини и користејќи таа географска положба не може да се каже дека е престрмено. Практика било на брестовчани старите куќи да ги заменуваат со нови градби. Меѓутоа една останала и вие ја гледате. Ова доне е од поново време. Меѓутоа подигната е на темелите од старата дотраена куќа. Овде и сред селото одлучивме да го поминеме селото со неисклучување на камерата, ставајќи пред себе на улица која што може да се нарече за централна и на која што и се гледа крајот. Односно сакавме да кажеме дека селото Брест е доста густо населено.
Само малку недостасува селските улици да бидат подредени во градски стил. Еве и втората чешка. Почесто излегуваат младите невести и момите на бела вода студена, но не на едно место. Заинтересирано момче мора да трча на 4 места за да види сите моми. Ете само на неколку квадрати веќе 4 автомобили. Што значи пристапот кон Брест не е ни така лош. Слушнавме и една анегдота што нема да биде потврдена, но ние ја слушнавме. Рековме дека патот до Брест се изградува во етапи. И тоа секој 4-та година по неколку метри. Ги броевме 55 семејства во Брест. Ово што гледате е Брезница. Присетете се на нашата репортажа од Брезница, кога од Брезница го посматравме Брест. Еве прилика за реванш. Каде ти се стомните моменти? И да ја завршиме претходната мисла. Рачунајќи дека секое семејство има безмалку по 5 до 6 членови во просек, а ги има преку 50, рековме 55, лесно се доаѓа и до конечниот број на жители во селото Брест. Како успеало Брест да се одржи со толку народ? Дали е применет феноменот со белиот коњ кога мора да се пушти во стројниклук, а не може да појде далеко, туку пак да се врти околу згусто збиените куќи? Ќе слушнеме од разговорот со господинот Стамбиски Велје нешто подоци. А има ли потреба човек да размислува за увозна мома кога таа е на една од трите селски чешми, а третата всушност ја гледаме? Овде се живее современ и модерен начин на живење. Со присуство на радио, телевизија, струја, вода. Добро, телефоните нема да ги спомнуваме. Крушево во мало, како што рече еден мештанин. А и училиштето работи. Класична механизација од типот за обработка на земја малку сретнавме во Брест. Сигурно дека главна поморска снага и понатаму важи конјската. Да не заборавиме, во секоја куќа екстра домашна. На свој начин и секој за себе. Нема куќа што не поседува казан за варење ракија. А дека конјската сила е во употреба на големо, еве потврда. Порано дури и конјската сила била запоставена носејќи нарамок дури и преку главата. Денес, само во неколку потези, белиот коњ на сета среќа и е бел во ова прилика е вистинско превозно средство. Не само нарамоците на сено што се носат, односно што ги носи коњот, туку за време на жетвените денови, дури и по неколку снопје. И така сноп по сноп, полно гумно, каде што во Брест и ден денес се врши
со гумно и стожер. Радио телевизија Морис даде цврсто обетување дека еден ваков призор за време на жетвените денови и ќе го забележи. Конју, биди добро напоен и назобан, може би вечерва ќе пренесеш една невеста наместо нарамок сено. Предноста е на твоја страна што си бел. Нашите обврски дозволија да го напуштиме Брест многу рано. Токму после зајди сонце, овие улици што ги гледате се многу живи. По толку збиено село, 300 луѓе да се најдат на чистиот воздух на овие селски улици, без малку е замена за прошетката низ камениот мост во Скопје. Престолчани обезбедени се со сите потребштини за едно домаќинство. Имаат дури 3 продавници. Едната е општествена и 2 приватни. Правилото на пазарна економија како да се доселило и овде, па викаат, оние последните 2 приватните се многу побогато снабдени со стока за широка потрошувачка. Место што ќе ви го одземе вниманието овде и поред она лево каде што се точи Скопско. Столот за игри. Овде вика во вечерните часови се чека на ред за жетони. Се надеваме пореската управа нема ништо против овие зборови. Да проследиме една фери игра. И дека е сигурно сакавме да се нашалиме. Овој билијард, стол или маса служи исклучиво за забава. Знаете, со зајди сонцето, кога и момите ќе си заминат дома и на момчината не им преостанува ништо друго, туку да утепаат уште малку време уз муавет и пиво токму овде. Кој губи едно Скопско ферборба. По случајов и во оваа партија исходот не ми е познат. Ево во моментот го посматраме селото Звечан, а селото Брест може би наистина на морска висина, без малку на 800 метри, али чини ме многу погордо со својот изглед и пркоси на соседите. Убаво е да се биде во Брест.
многу населени места од нашата општина може да се забележат. Како тоа сме биле во Бреста, да не се распрашаме за духовниот живот. Селската црква обновена 1922 година, нешто подоцна пак 1970-та, е дел од духовниот живот на брестовчани. Маченик Таларей представува едноградна базилика, кога е граден точно податоци нема, бидејќи целата архива од овој храм е пренесена во селото Требовне и така точниот историјат не се знае. Иконостасот и живописот потекнуваат од 1922 година, кога се градени од непознат автор, нема подпис на ниедна фреска, а обновени се 1970 година со голема заложба на селаните од село Брест. До 1970 година и кровот беше со плочи, се препокри, се огради и така денешниот лик што го има поточно е од 1970 година. Иконостасот, како се рековме, од 1922 година, на него секој апостол си има свој поклоник, оној што го поклонил и е посветен на разградба на неговата фамилија. Така да скоро сите селани од село, секоја куќа си има по еден така лик од светите апостоли и од иконостасот поклонети на црквава за здравје. Истите фамилии 1970 година си ги обновија со лакирање и со конзервација на истите. Кампанаријата 1974 година ја обновија исто селание. Бидејќи е обезчестена црквата, днес се служи света архиерейска литургија, а ако се успее да се преосвети, да се доведе до степена истинска црква да се освети, ќе може и да се извршуваат сите свети богослужби. Зашто викате обезчестена? Видите, со текот на времето, со време на комунизмот, тука луѓе истока затворале и кршеле катанци, така, пред работи, извршувале нечестни работи, влегувале и кучиња, и мачки, и свињи, така да според законот на православната црква, ако во светиот олтар влезе од овие нечестни животни, автоматски таа црква се забранува за богослужба и се чека нејзино преосветување. Имаме шанса да видиме како ги преосветија манастирите Свети Наум, те се чека Свети Иван Видовски, Лесновскиот манастир, црквата Света Софија во Охрид и така натаму.
а навистина духовниот живот на Брестовчанин од усомаки. Своевремено гласот на брестовечката камбана се слушава дори до здуја. Меѓутоа, големото звонче, некогаш донесено од скопските плеачки работилници, било однесено на трета страна. И ова е добро што им се најде при рака на Брестовчани. Зашто доскоро се најдувало едно обично железо изработено во старата ковница Самокорска. Што нешто подоцни ќе биде забележено на нашите камери. Кога сте го работеле? Го работеле ова 79-та, 89-та и 90-та година, пред 5-6 години. Го правиле со само местен допринос, со помош на селаните. Зашто ви служи ова просторија, со оглед на тоа дека е во состав на црквата? Ова просторија ние дојдеме и направиле, порано не можеме, кај црква ќе дојдеме и немаше каде да се склониме. И така рековме ќе изградиме една појата со 6 метра со 4 така, за да можеме да се склониме од небе, прослави Божи, води велики и други слави целото што ги славиме. И така се збираме овде од тие слави, се видуваме, се додворуваме како луѓе, да можеме да се запознаеме и да бидеме онака пообширно. Која функција ја вршите вие овде? Овде ние вршиме како црквен одбор од 3 члена, благен и 2 члена. Токму оваа привачна камбана служела доскоро како духовен позив на сите села. Селото Брест е инаку низ поречието познато како село кој што извадило во светот многу свештеници. Ние во тоа најдовме потврда за богатиот живот духовен на Брестовчани. И ова чешма е во состав на црковниот имот, така наречена Вакавска вода. Одговараше дури и за освежување и веднаш после тоа да кажеме довидување Брест, довидување Брестовчани.